почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Во врска со завчерашниот прес на господинот Арсенчо Алексовски и искажаните небулози и лажни обвинувања, генерален заклучок е дека истата е продукт на еден огорчен, поранешен властодржец и локален деспот, заплеткан во сопствената мрежа од криминални действија и активности за кои органите на прогонот водат повеќе постапки. Очигледно, се уште желен да ја врати изгубената политичка моќ, тој, за да го сврти вниманието од себе и од собственото незаконско постапување, го впери прстот кон мене како актуелен градоначалник на општина Крива Паланка, се со цел да го дискредитира моето досегашно работење, но и мојот интегритет како личност. Мотивот кај овој човек е повеќе од виндиктивен, од маздолюбив, а можеби и користолюбив, кое што нешто граѓаните на Крива Паланка го знаат и може да го препознаат во неговата реторика, сеќавајќи се на периодот на неговото владење и владењето на неговата матична партија, криминалниот картел на Никола Груевски. Господин Алексовски, граѓаните знаат и може да препознаат разлика помеѓу времето кога вие бевте градоначалник и денес кога градоначалник сум јас, преку односот и третманот кон нив, преку отвореноста и транспарентноста на општината, преку искрениот и пред се човечки пристап кон работата и се она што денес јас го правам во функција на решавање на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните. Таквото нешто во времето кога општината ја водевте вие и кога бевте градоначалник, ниту можеше да се замисли, ниту можеше да се види. Вашето владење, господин Алексовски, ќе остане препознатливо и запаметено по вашиот фрагантен однос кон граѓаните, кон институциите, кон бизнис заедницата и пред се кон вработените во општинската администрација, кои беа изложени на секојдневен невиден притисок и тортура од ваша страна, постојани рапортирање, навреди и омаловажувања, затоа што и затоа имаат или имале поразличен став од вашиот политички став по слободното и приватното време. Затоа сведочат отказните решенија и отпуштањето на поголем број на вработени во општинската администрација, како и поголем број на постапки на деградирање на дел од вработените и нивно вертикално уназадување со намалување на звања и на нивните работни места. За такво нешто ниту сте имале оправдување, ниту издржан правен остов, затоа пак сте имале доволно злоба и одмаздолюбивост, истите да ги спроведете како такви на тој начин, директно или индиректно, преку манифестирање на злоупотреба на моќта и положбата која што сте ја имале по тоа време. На тие вработени лица имате нанесена материјална, но и огромна нематеријална штета. Резултат на таквато ваше самоволие и злоупотреба на вашата позиција и моќта во тоа време е и судската постапка која ја споменувате во вашата прес-конференција, во која општина Крива Паланка е тужена од страна на вработен во општината поради прекинување на работниот однос во однапред од ваша страна добро испланирана и монструозно исценирана постапка. При тоа, вие сте ангажирале определено лице кое како доставуваш во општината без со истото да засновате работен, валиден однос во соодветна законска постапка и лице кое што имало пристап до службена документација и лични податоци во работата на општината и на граѓаните и што сте направиле директно прекршување на законот и овластувањата кои што сте ги имале по тоа време. При тоа сте злоупотребиле вашата службена положба и овластување и сте иницирале дисциплинска постапка, а посочениот административен службеник добил отказ на работното место. По две првостепени пресуди на Основниот суд во Крива Паланка, донесени во негова корист, со кои се поништува отказното решение и се налага истиот да биде вратен на своето работно место, вие преку Сваровски судството ја пролонгирате и обжалувате постапката до недоглед, со што генерирате непотребни трошоци на плати, придонеси, судски трошоци, адвокатски трошоци, камати и друго. Дали и како ќе објасните на јавноста од кој буџет и под кои услови ги договоривте услугите со адвокатското друштво од Куманово, кое застапуваше во оваа постапка
со баснословни и астрономски суми платени од буџетот на општината и со пари на граѓаните. Да, жалбата беше повлечена од моја страна во консултација со правните служби на општината, за да не се генерираат дополнителни непотребни трошоци и да не се оштетува општинскиот буџет. Од тие причини, наместо да го вперите прстот кон мене, би требало да се запрашате дали вие и вашето нерационално и одмаздолюбиво неоправдано трошење на општинските пари, кои сте требало да ги насочите кон други активности, вие сте ги трошеле да се пресметате со вашите политички неистомисленици. Таков е и случајот со вработените во територијалната противпожарна единица, но и ред други постапки кои се на ваша одговорност и ваш принцип и одлика на работа. За разлика од тогаш, од денешно време, и тоа за само 2 години, кога ја наследив општината, со позамашна сума на долгови и неплатени долгови кон економски оператори, претходната 2019 година општината ја завршивме со позитивно салдо од 11 милиони денари. Споменувате дека сте горди на проект за јавно-приватно партнерство за изградба на нова општинска зграда. Доколку вредноста на самиот објект се анализира преку квалитетот на изградба, зашто сведочат оштетените инсталации, оштетените делови од фасада, уништените плочки и влагата во канцелариите, и тоа за само 5 години од ставањето во употреба на овој објект, тогаш ве прашувам за каков светл пример на јавно-приватно партнерство говорите. Дали вашата алузија за светл пример се однесува на квалитетот и функционалноста на предметот на јавно-приватно партнерство или на лукративниот елемент кој што може и постои и треба да се докаже? Зборувате за проект за општинската сала кој беше целосно блокиран при моето доаѓање и ако не платевме 1 милион денари по зајмица, истото немаше да биде реализирано како проектна активност. Зборувате за спортска сала која што наместо на една е изградена на сосем друга локација. Зборувате за 9 асфалтирани улици и мост на Куков дол со заем од 51 милион денари. Да, јас ќе ви кажам дека јас во изминатите 2 години асфалтирав не 9, туку многу повеќе улици, и тоа ќе ги набројам. 8 октомври, Партизанска, Домачки дол, во населба Мечковци, во населба Белево, улица Лисец, Климент Охридски, Херој Карпош, кон спортскиот центар, во населба Единство, Прохор Пчински, Вардарска, Пере Тошев и многу други. Набавив дури и 5 моторни возила за јавното комунално предпријатие, но за разлика од вас, само со домаќинско работење и со сопствени средства, без никаков кредит или задолжување. Во моментот се гради инфраструктура во руралните средини и имаме таква офанзива каква што немала никогаш досега. Имаме асфалтирано патни правци кон село Осиче, се асфалтираат патни правци во село Трново, село Голема Срцорија, село Конопница. Имаме реални проекти во воспитно-образовните институции кои што не се случиле 30-40 години наназад. Да, и сето тоа, господин Алексовски, во само 2 години од мојот мандат, за разлика од вашите скоро 8,5 години локално владење. Ако ги споредите вашите први 2 со моите први 2, несомнено сум поуспешен од вас и тоа во целокупниот контекст на сето она што представува функција градоначалник и однос на градоначалникот кон своите граѓани и кон локалната заедница. Господин Алексовски, вашето време заврши. Граѓаните за вашите резултати ви покажуваат црвен картон на последните локални избори, а органите на прогонот допрва ќе докажат дали зад фасадата на вашето загрижено лице стои наивен и невин човек или перфиден, лукративен рецидив од претходната криминална гарнитура. Граѓаните добро знаат и препознаваат чија политика и делување им гарантира кршење на основните човекови права и слободи, притисоци и уцени, диригирани и инструирани судски постапки и процеси, криминал и корупција, изолација на општеството и безперспективност, споменици и фасади, во споредба со политики и делувања кои гарантираат слобода, еднаквост, перспектива, зголемени плати и пензии, зголемени социјални трансфери, решавање на социјалните права на
најзагрозените категории на граѓани, вложување во модерна инфраструктура, вложување во креирање на бизниси и нови работни места, урбана опрема, спортски терени, создавање на поубава општина за сите граѓани на Крива Паланка, перспективна држава како членка на НАТО и Европската унија. Благодарам.